Поздрав дечки, добро дојдовте во ново видео. Овој пат сме во Унгарија на паркинг во Будимпешта, од каде што ќе тргнеме на лет од 5-6 сати за Ајсланд. Идеме конечно за Ајсланд, каде што ќе бидеме со кампери и ќе го вртиме целиот остров. Се уште не сме одморени правилно, бидејќи 46 сати патувавме од Куба до Македонија. Во Хавана беше хаос да се качиме на авион, чекин, бординг, пасошка контрола. Од таму отидовме за Венецуела, каде што полневме гориво и чекавме нови патници. Венецуела, Истанбул, 13 часа лет, а во Истанбул 12 сати чекање. Среќа што имавме бесплатно јадење со ваучери од Туркиш, купивме лего за Марк да играме, значи гледавме како да го поминеме времето. Од Туркиш летавме за Скопје, каде што веќе бевме згазени. Буквално. Во Скопје имавме 4 дена. Спремање нови договори, нови соработници, нови проекти. Сега сме, како што кажа, во Будимпешта и се спремаме за аеродром. Ова е паркинг каде што се плаќа 30 евра за 8 дена. Има шатл од и до аеродромот. Ајде одиме на аеродром. Еве екипата во зимско од купачи, во јакна. Еве го Бачко. Кај си Бачко? Чизми, нова опрема за зимно време. Има на продавница еден бренд српски, супер квалитетна зимска и моторџиска опрема. Од Макарши Сити Мол до Джакомо пицеријата се вика Дик, топ квалитет. Но облечени сме скоро се на нас, бидејќи не може да се спакуваме. Имаме 20 кила, имаме го доле. 20 кила во чекин и по 3 ранци со по 10 кила. Оган, ќе видиме како ќе поминеме сега, ќе биде интересно. Некогаш во Будимпешта знаат да направат проблем. Не идеме сами сега, имаме екипа со нас, дечко и девојка, маж и жена ќе бидат наскоро. Дечко долета со дрон, еден од најдобрите ФПВ дронџи во Македонија, има 5-6 дрона носи со него. Веќе е таму пробува да помине чекин, тоа му беше шубе. Се надам дека ќе помине што носи дронови. Ајсланд иде, што да носам? Таму треба да се снима и да се слика. Еве ние екипата стигнале пред нас, ве текнаме. Имаме уште пола сат, треба да се чекираме. Bye. Bye. Јере. Сега, буквално, каде сме? Исланд. Happy time. Ти си као балерина. Знаеш дека тоа е за фраканција. Еве ни го дечкото, да знаете, ово е дечкото што е негова агенцијата Roam Around MK и ги прави најаките авантури на Исланд. Исланд нормално. Премни сме сега со кампери, девојка го има камперот, она ќе не носи сега не знам каде. Залади. Да, значи дечко, ако ви треба нешто, како што ги гледате сега низ видеата, се што е со Исланд поврзано, дали околу него, дали хотели, дали кампери, буквално се кај него. А нешто ново планираш сега, така? Ќе оставиме ти да ги известиш кога ќе дойде време. Абе, та Гринланд сака да носи луѓе, тоа ќе биде топ. Електрик. Нема тука, строго на електрик сме. Али се работи на аеродромов, на големо. Ај си, бачка. Возбуден си? Знаете колку опрема имаме? Многу опрема. Спремни за авантура. Чекај, што ни кажа? Што покрива тоа осигурањето? Све освен од корната врата од ветер. Значи, ветер не го признава. Си кордење врата не е признато. Камперите ви се најновите кампери со максимум опрема што може да има еден кампер за Ring Road авантура. Камперот на Драган има грејачи без да се вклучи во струја. Значи, basically може да застанеш било кај и да пуштиш грејење и цело време имаш струја на USB сокетите што се во комбето. Да, си го видам комбето. Да е Fiat. Шо бе ти? Многу ја знам. Ај, Форте појак. Камперот до сега го гледавме. Ќе ви го покажам утре кога ќе има светло, бидејќи е више кочалално и почнуваат рацете да ми замрзнуваат. Сега сме спремни за да тргнеме према Рејкјавик, каде што ќе одиме во камп, да пиеме по едно виски, да се згрееме малце и да поминеме прва вечер на Исланд. Се надеваме дека ќе видиме тоа зашто доавме тука. Екипа спремни? Да. Не е тоа билетно, Не. И автоматикот, кој не сум возил автоматик. Може и јас да го тоа. Ке возиш? Ке возам. Служната си да? Луѓе, ладно е. Имаме Ладно е. токи. Може да збориме со коколче. Имаме мапа. Тие се грицки, исландски. Овие се исландски специјалитет ликориш, не знам на македонски. И имаме токи воки, сега Марк ја пукне главата на сите, така? Ќе пукнеш главата на сите? Да. Исландик бој. Викинг ќе биде Марк сега. До сега беше Че Гевара, сега ќе биде Вајкинг. Чекај бе.
Сега што ни кажа, еве и Марк слушна, дека можно е да има некои сигнали за нова ерупција на вулканот. Имаме среќа да го сведочиме тоа, ќе биде епско. Стигнавме у кампот, дека несуваме код, само се паркираме, ова не е камп, ова е паркинг. Таму се сите установи. Моментално сме на кампингот, не е кафе. Еве екипата. Маме по некое, одмараме и идеме да спиеме. Ова е авантурата од Исланд. Добро утро екипа, спремни сме за авантура. Еве ни го шоферот за денеска. Тој е Iron Mark, он ќе не вози, премен со зимска опрема. Канонот е тука, тука спиевме. Еве ни ги вреките. Мене ми беше искрено многу топло, само со електричен греач, но на едите било ладно, па пуштите ми вебасто. Комши, спремни вие? Ова ни е Славјанка, она ни е са комшика лисиченка станата. Премна за зимно време, снешко ќе прави. Еве го брмчачот number 1. Еве го нивниот кампер, овдека за куфери. Ова му е цело со дронови тука. Еј, ови имате дисплеј бе. Брат, шо е ова бе? Ти си луцови дронови бе. Идеме сега пред да пазариме, таман да видите цени што се во Исланд. Таму далеку има снег. Ај, таму има снег. Ма вие Вие на се суба. бели кров обви. Гледајте ова шо. Вау. Прв супермаркет во Исланд. Да видиме што цени сега ќе ни кажат. Земавме нешто свежи работи, домат, краставичка, угошје, Јајца, јајца, да, за доручек, салата малце, маслинки маслинки, може да направиме за доручек врап. со туна, ченка, Имаме еден ден хот-дог, нудлс, паста, току. 100 евра. Овака изгледа 100 евра. Ама подобро од Норвешка да речем. И од Швајцарија подобро. Ајде, да се спакуваме сега, оклучиме фрижидер, премен за работа. Почнавме со авантура и почнавме на старо наше, да се раниме. Ева мама со компирот. И со локи-токи? Имаш ли нешто да кажеш наместо башвабена? А да ви кажам дека ако и еден да возиш надозволено во Исланд, јадеш казна. И тоа се чувме за казни од 1000 евра, не знам тоа колку е точно, но звучи страшно, така да внимателно. Не знам сега дали овој дел е многу убав или има нешто подобро. Мислам дека треба да летнеме дронови тука. Бидејќи ова што го гледам околу нас е многу јако. Стигнавме на првата маркирана дестинација, ова се тектонски плочи каде што се спојуваат или одвојуваат два континента, Европа и Америка. Полно е туристи. Можам само да замислам што се случува тука летно време. Мислам дека е диско, не може да се испаркираш. Малиот хајкер. Друга планета е место ова. Пази, се лизга тука, Марк, се лизга полека. Многу добро. Еде зашто требаат крампони. Треба крампони за овдека, брат. Да, гледал се лизгаат оние. Пробуваме да фатиме некои добри снимки од целиот процеп, а доста интересно. Европа, Америка или Америка, Европа. Одбери едно сега. Госпожите. Нинча, да те видам. Ова го леташе без ракавици? Каментот се. Окей. Да, знаете, сите овие клипови сега што ги гледате, он ги правеше, не ја. Според мој рейтинг, а не светски. Најбољи FPV дронер во Македонија. Устивнам капа. Сече бачка! Марк, ќе летеш тука? Марк, ако не јадеш познан ке те однесеш. Кочан. Црвен нос. На мене црвено. Нема на тебе, ми ја зема новата маска моја. Ветерот е ice cold. Дестинација број 2. Кај идеме се? Кај гейзер. 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 Ке прцка вода нагоре се. Да, унгарски гейзир. Шо е гейзер бе, Марк? Сум видел. Не сум видел, но знам како изгледа. На ова место не се плаќа влез, се плаќа паркинг. 1000 крони. Тоа ви е околу 7-8 евра паркинг. Си смрди на јајциња. Малце. Смрди, ама добро е за здравје. О, така, диши, жено, диши, диши. Сега лицето овдека кога ни се направи джамп. Водава што ја гледате овдека на овие гейзери е од 80 до 100 степена. Допреш гориш. Прешто народ има. Не знам сега дали овој тука од овдека пука. Само што го исклучив кога реков, дали од овдека пука, пукна. Хе-хеј. Овој тука жуборка. Од тука одиме нагоре, има патека една до viewpoint. Кажи? Видиковец. Асли македонец. Како ти е рингтон, ајде кажи сега како ти е рингтон? Земја македонска, уважавам те.
Видете населбана, село 1, 2, 3, 4, 5, 6 куќи тука напред, таму пуше некој позади. Ни комши немаат. Ресторанот го греат со гейзери. Американо 2,5 евра. Завршиме кај гейзерите и време да возиме, затоа што имаме уште два дестинации каде што треба да застанеме, кај водопад еден и кратер. Предпоследен стоп за денеска, ќе гледаме кратер. Многу возбуда кој идеш на роки места, забораваш многу битни работи. Например, да затвориш врата. Ајде да видиме кратерот. Гледате го комбево, брат. И гледам бусот. Гледам ги тркалана, колку му е на комбе. Ова е патеката на кај водопад. Тука не се плаќа ни влез, ни паркинг, а се слуша веќе водопадот. Гледате го. Бре, каква мокност. Има да го гледаш од горе, а сега одиме од доле да се спуштиме, да го видиме. Гледате го, луѓе. Многу јако. Многу. Ајде, покажи ми, Марки. Ова изгледа од буквата И, клата. Ова е предпоследната локација, денеска ја завршивме. Одиме кон последната што е кратер. И после тоа одиме у камп да одмараме и да полниме батерии. Време е за ручек. Што јадеме? Вау, многу фенси ручек. Имаме паста карбонара тука. Многу лесно, ќе се стави вода, врела и готови сме. Тада чекаме 5 минути и јадеме. За мама има red curry noodles, за Марк исто како мене карбонара. Јабачко, маме, шпагети. Дојдовме да видиме еден кратер. Марк и Дадо се во колата. Влезот е 4 евра. Ајде да видиме дали вреди. Некој беше доле. Вреди? Ја мислам така, дека не вреди. Дека може дека замрзнате. Да, може дека е замрзнато. Таму е скали, можно е кога има вода и хубава, ама вака е замрзнат езер. Тоа е. Уј, стигнавме у новиот камп. Да ги топлим ушите. Што правиш? Средам работите, што купи за треска. А ви го покажам кампот. Само пак паркинг. Од таму се става луп струја. Они се паркира одно до нас. Пола камп е затворен. Зашто не знам. Може заради овие вирови, да не заглавуваме. Значи ова летно време е фул. Сега сме у заедничката просторија и гледате ми го дрон пилотот што прави со неговата му сопруга. Лелелеле. Види. Ама не се кези тука, работи тука. Овој ми е вработен за безпари да знаете, не го третирам. Сам си носи ракија. Добро утро екипа. Сончев, Финладен, Исланд. Што правиш, брат? Играм се. Почнува се топи малце снегот. Имаме уште еднаш добро време. Идеме да гледаме водопади денеска. И црни плажи. Спремен си, Марки? Да ви кажам искрено, за март не е толку ладно како што очекував. И навечер е многу пријатно за спиење, искрено да ви кажам. Добро утро на сите. Требаме да видиме две водопада и две црни плажи. Кои имаме правото воки-токи, за да можеме да се јавуваме. А чао! Ајде да ставиме прв бензин во Исланд, имаме специјални картички за гориво, да видиме што се случува. Со овие картици ставаш на банкоматов, бираш јазик. Осум. Вајде го напунив цел. Вау, видете го ова. Видете го. Гледате го овој монстер Вау. од кампер. Не е кампер, усвари, као бусче. Многу јако. Идеме кај водопадите. Ставивме бензин, 3000 Пупу! Океј, дојдовме на првиот водопад. Паркинг се плашта. Позади овој водопад можеме и да одиме. Значи ни треба водоотпорна отпрема. Паркингов полн. Во слаба сезона. Джонка спремна? Бум бам, бум бам, гледате како се бори. Види, бам, со една рака држи. Супер жена, супер жена. Леле. Треба суви патици. Чизми. Ти бе, нинджа, црната нинджа. На Алпите рековме со дете на ладно не идем. На скијање. Затоа што ова е ужасно. И отидовме на најладното. 100 пати на ден. Без облего облечи си през облегуваш. Башка со мало комбе сега. Мислам дека 3 сати на ден само пресоблекувам, облекувам 3 сати. И маска, и чизми, и што да ти кажам. Еве ги водопадите. Сега позади овој може да се оди. Ајде видам како ќе биде тоа. Се направиме пепел. Баба ме тера ја да снимам зашто он влага у водопад да се бања. Видете колку сум био лето. Јас немам кабаница и се од тука ќе ги снимам. Пази. Ја треба да си ги дам капоните, бе. Не ваше бога.
Да, лева шак. Значи спремни со коколче да идеме на сериозна работа. Идеме до крај или не? Радиарата не ја осејам, тоа така. Како се вика овој водопад? Кога Фокс? Кога Фос? Така нешто. Уште еден водопад, горевме тука, знаеш? Изгоревме и јас. Немаме среќа со дроновиве. На Куба не смееме дрон да носиме, тука не смееме да летаме со дрон. Секој паркинг се плаќа по лјадарче, минимум лјадарче. Лјадарчето ти е околу 7 евра. Седни мајстори тука што го прават паркингот не вика "You don't need to pay, no camera". Така да ќарив лјадарче. Колку ќаривме бе? 7 евра. 450 денари. Овдека е као камп. Имате се кампери, че можеш буквално да спиеш тука изгледа. Нема цена. Не идов нешто отворено, затворено. Тука би било добро за да се кампува, например навечер да снимаш нешто со водопадот, би било топ. Еве пак дронови никако. Има да се качиме нагоре сега. Сам по скалите нагоре, да го видиме од друга страна како изгледа. Полно туристи. Тепачка за фотографија. Еве ја платформата, полно со луѓе, ktorí сега се испразни малце. Ќе да ви покажам. А натама го продолжите, може да планинарите па неколку километри и да следите цела река. Но сега е време да одиме назад во паркингот, да јадеме нешто и да продолжиме кон плажите. И е муште пас од вчера. Оставите ли малце? А, Марк, или изеда се? Не изоров се. Имаме крампони на гумите. Добри бандажи, вакви треба за нашето комбе. Почна да доаѓаат облаци. Тука дуа суши. Ова е најјужната точка на Исланд. А таму, ако гледате, е арката со црна плажа. Тука треба да има пафини, но ако не сте знаеле, пафините се прво многу мали, второ преку целиот ден се надвор на океанот, ловат риба и се враќаат касно навечер. Еве сме на првата црна плажа, се сликаме. Пишуваше дека има sneaker waves. Дури има лампа, жолта, црна, зелена и сега е на жолта, значи medium hazard. Баш се радуваме дека имаме сонце и не врне. Ова е добро игралиште за Марк. Обожава да се качува на камењата. Та-дам! Добро утро. Само на нас може да ни се расипе комбе во Исланд. Нешто има проблем со автоматикот. Го ставиме у паркинг, неќе да запали, или пак ако е запалена, од паркинг да го ставиме у драйв и го рипа у трета, седма се заглавува, така да нешто чудно му се случува, од време на време ќе се рестартира и окей, тоа е тоа. Така да сега се у моментов се пакуваме, чекаме да донесат ново комбе од Рејкјавик и да го продолжиме патот. Ова е нова комбе, никогаш не бил. Кроснов, како да го изградиле вчера изгледа луѓе. Кроснов, Страснов. Ева првата дестинација, ова се Lava Fields. Ајде да видиме што е сега ова. Ова е се значи од лава. Знам што е ова. Ова е направено све од лава. Кога го прска лавата, се направи у камен, гледаш. Така е. Така е. Еве ние пак групава. Кај си бе? Они спија у хотел вчера. Пањата коса види ги среде. Ајде да видиме дали има нешто богато ова лава карпиве. Ова е тука се старо. Мофта што ја гледа тука е 400 милиони години стара. Е само тука може да стоиме. Нереално е тоа. Што го ми падне дрон? Ке трчаш? Не смеам. Ке те кријам ја. Closed for flora protection. Никако газање тука. Пишува дека мофот е 40 до 60 сантиметри. Па не ми изгледа баш така да ти кажам. Не да станавме, само искочи влези сме у колава, цело време. Буквално до сега немавме нешто да треба да хајкаме. Се ви е достапно, значи Исланд е буквално за секаков тип на туристи. Било која возраст и било која килажа и било која кондиција. Стигнаме до каньон, а Марк живее опасно. Помина преку ограда. Синко, внимавај! Немој таму! А и Марк шо преш, брат? И камена, на камено камен. А овде ќе се лета со дрон сигурно. Ќе го оставам батка да лета.
завршиме со летањето. Чекам коментари, ваше мислење. А меѓувреме возиме покрај најголемите глечери што сме ги виделе у живот. Тоа е се глечер, да знаете само. Најдовме едно место кај што може да гледаме глечер, тој таму тој големиот. После тоа е тој средниот и ова вајде најмалиот. Ама тргал до нека горе. Кој си ти? Black Ninja. О, местово на така стика. Свиња Фелс Јокул. Океј, ова е number 1 местото сега што видам. Стигнавме на ново епско место. Од една страна не смееш да леташ дрон, од другата не се кажува ништо, така да видео што го гледате сега од мојот колега Коколо, а ние сме сега да користиме малце трајпод и да фотографираме епски слики што може да ги најдете на мојот профил. Овдека доле што е запишан, тоа е моето портфолио. Сега одиме да видиме мразолци. Огромни icebergs. Знаеш, мразолци се. Имам суви ракавици за Марк затоа што преска. Ги наводиш. Другите ги ломби. Ево вие. Но чизмиве, бандаживе не се мократ. Иако ги ставам у вода, не се мократ. Гледај ги бандаживе. Копирам од тато, никаде не слушна. Еве ги стигнавме. Гледај ги. Не можам да дадам близко, зашто не смеам ги паднам у вода. Завршивме денеска со најубав поглед. Сега време да идеме во кампот, затоа што се мрзнавме, сакаме маце да се стоплиме, да се стоплиме јадење, имаме графче, денеска е петок. Селото на викинзите не е вистинско село, ова село е направено за како филмски сет за викинзи и The Witcher, филмот со Хенри Кавил. А вака е пристапот, значи ова што ќе видите не е автентично, не е од тоа време. А од дека се доаѓа. Е вака изгледал викиншки брод, најверојатно. Ако сте ги гледале тие филмови, нешто. Па дури почнало да се крши, изгледа ставено на милост и немилост. А важно ќе ти каже, немој да леташ со дрон. А и вика, немој да сликаш, ако сакаш да сликаш, прашај го газата што е негов плацот. Што да сликам, бе, брат? Ова им се викало Longhouse порано. Сега гледам трактори си чуваат таму. Интересно направено. И ова место е само за фанови на тие филмови, за други ја би ви рекол да не трошите пари. Ево, интересно е ви вистинска коска од кит. Лукава е. Уоо. И овие тука и тоа таму кај Марк. Вилицата. А ова? Не знам, може би. Хипс. Пачко. Еве ти. Рбет. Машала, ова е големо. Еве застанавме за кафе. Позади нас има еден светилник, море и многу убави планини. Еве Марк прави фотографии со трајподот сега. Учи од мастер фотограферот. Само што стигнавме до еден нов водопад, као hidden gem, бидејќи сега го имаат отворено и направено патека. У селци, луѓето што е нивен овој предел си имаат направено патека до него, ресторан, као атракција да прават туризамот, да заработуваат некој динар. Времен ли си дрон, мен? Овој тој што е под вода? Одиме на нова локација, Марк јадеше крофник. Луѓе, сме начекале крофник кој им влеговме со клизач, а првин хумус со лепче, па јадевме компир салата, банана, јаболка и сега крофник. Свашта. Ајде друштво, што не чека, гледайте, ова е кањон со многу такви басал столбови.
кажеш, го следиме пат 1, така да тој ќе помине низ две брда, тие се со снег, имаме добра снимка од таму сега. И 86. Еко е. Моментално сме во на бања, усвари исландска топла бања. Таму е за жени и мъже. Кочан, ајде брзо. Завршивме се, стопливме. Многу беше јако. Мене ми онака, ништо посебно. Јас обожавам вакви работи затоа што Будимпешта има многу тие такви термални бањи. И кога бев млада, уште сум млада, ама кога учев во Будимпешта, таму секоја недела еден ден имаше како 50% попуст и идев цело време и многу ми беше убаво. Ја не сум бил, не у Катланово сум бил додуше. Идеме сега у новиот камп. А пред да го завршиме денот со камп, случајно видовме еден водопад од автопат, да одиме да го провериме точно како е. Марк стигна пред мене, само да ви кажам, значи се победува. Само да биде прв и да биде победник. Така, а? Стигнавме у кампот. Ајде, земи бургери, денеска имаме частиш деј. Еве како изгледаат скапи бургери. У Исланд луѓе нема да ништо ефтино. И воздухот се плаќа дури. Ајде да си бутнем у common room. Еве, внатре во кампот. Сега за сега нема жив човек. Дури виф има бесплатно. Мирише на риба. Добро. Марк е многу среќен. Тадам! Чекај да го лижлам. О, машала. О, машала. Го јадеше кремот или го мачкаше? Јади сладолед, не досаѓај. Вчера се случи што многу време чекавме да се случи, затоа што дојдовме во Исланд, видовме аурора бореалис. Значи, стварно видовме. Да, видовме, гледате ги сликите. Каква глупост пред да си одиме. Бидејќи сменив кола, едната нели ми се зезна, имав регистрирано за паркинг на старото возило. И се паркирам ја по сите места, само ми кој, не си платил паркинг на две локации. И ем плаќање за друга кола, ем казна за оваа кола за паркинг, на здравје бричење, 60 евра. Но како и да е, авантурата во Исланд завршува, луѓе. Благодариме што бевте дел од нашата експедиција на Исланд, целиот остров што го свртевме, на исто место кај што почнавме, екипата спремна. Пред да се качиме да ви го покажам само заради сонцето. Гледај наредно видео. Пис.